Допред помалку од една деценија, работата на автомобилските производители беше далеку поедноставна. Требаше само да се направи модел со интересен дизајн кој ги задоволува барањата на купувачите и успехот беше загарантиран. Типичен доказ за тоа е Chevrolet Spark, кој едно време ја лансираше Македонија на светскиот врв на листата земји каде оваа марка има најголемо пазарно учество. Овој модел се појави во 2009 како директен наследник на Daewoo Matiz. Настана со синергија на глобалните ресурси на General Motors пред се германските и корејските. Имаше нова платформа, роднински поврзана со тогаш веќе претходната генерација на Opel Corsa. Дизајнот го доби од концептот Chevrolet Beat, представен 2 години пред тоа, која стекна својата слава во еден од филмовите на серијалите Transformers. Со тоа, сите предуслови за глобален настап беа исполнети и Spark тргна во освојувањето на планетата. После иницијалниот успех во Европа и Австралија стигна и до американското тло, каде купувачите му подарија неочекувано големо внимание. Некои нивни статистики велат дека пратките возила пристигнати од Јужна Кореја во просек чекале по само 6 дена во дилерствата на Chevrolet пред да бидат распродадени. И на другите пазари предизвика значаен интерес кој резултираше со експериментирање со нови изведби, како што беа седанот и дизел верзијата во Индија и Јужна Америка. Еуфоријата отиде толку далеку што беше подготвена и електрична серија со автономија од 132 км, која во Соединетите држави се нудеше се до представувањето на неговата нова генерација. А таа се појави токму во моментот кога Chevrolet се повлече од европскиот пазар, каде овој модел со скромни дизајнерски измени продолжи да се продава под ознаките на Opel и Vauxhall. Иако со поголема цена, тој сепак успеа да ги задржи своите купувачи кои годишно изнесуваа околу 40 до 50 илјади. Се до лани, кога лицензно беше отстапен на виетнамскиот VinFast, каде го продолжи својот живот. Chevrolet Spark сега се продава во 135 земји ширум светот, меѓу кои и Америка, каде се нуди со 1,4 литарски мотор со 98 коњски сили и мануелен или безстепен континуиран менувач. Иако цената му стартува од нескромни $14,000, стигнува до 30.000 купувачи годишно.